Почитувани, во овие денови кога сме окупирани со едно прашање, ќе има избори сега, ќе има избори на крајот на годината, ќе ги има, нема да ги има. Кога треба да бидат изборите? Очигледно дека никој не води сметка за тоа што се случува со македонската економија. Имаме сериозни проблеми, македонската економија е онака мала, со намалени капацитети, под притисок на кризата, со лимитирани услови на користење на финансиски средства, во услови кога има закана, директна закана за незините вработени, македонската економија мора да функционира. Во рамките на Берлинскиот процес, под закрила на председателката Меркел, имавме можност изминативе години да видиме дека земјите на Западен Балкан прават напори да направат своја единствена структура која ќе му возложи на овој регион полесна интеграција во Европската унија. Тоа го направија и коморите и рамката во која функционираме веќе неколку години се вика Коморски инвестициски форум, скратено КИФ. Тоа е организација во која се трудиме да направиме што е можно подобри услови за функционирање на економските субјекти во државите и да направиме да и услови на криза какви што се сегашниве створиме услови за какво такво функционирање. Она што е наша перманентна задача е да ги лоцираме проблемите со кои се сретнува македонската економија и да на база на тоа предложиме решенија кои би можеле да олеснат. Она што сакаме денеска да го потенцираме, тоа е она што се случува со македонскиот челик. Како што повеќето од вас знаат, заради состојбите на светскиот пазар со челикот, Америка воведе санкции према производителите во Европа, Европа воведе санкции према земјите кои не се дел од Европската унија. Тие се во важност од 2019 година, почна некаде јануар-февруар минатата година и до денеска прават ненормално силен притисок на производителите на челик и челични производи во нашата држава. Она што е важно да се каже, дека во изминатиот период имаме пад на увозот на репроматеријали и челик во државата, но драматично повеќе имаме пад на извозот, заради тоа што нашите компании во изминатиот период беа исклучително активни на територијата на Европа. Она што може да се каже дека падот на репроматеријалите е 3%, имаме пад на увозот од 6% во кодот 73 според хармонизираната царинска тарифа. Она што битно да се каже дека падот на извозот е драматично поголем. Значи во период јануари-декември 2019 година, во споредба со истиот период претходната година, извозот на производи во Европската унија со кодот 72 бележи пад од 2,46%, додека извозот на производи со кодот 73 бележи пад од цели 31%. За да презентираме колку тоа многу, тоа се бројките, само сакаме да кажеме дека бројките се фрапантни и македонскиот челичен сектор доживува големи падови. Она што најбитно да се забележи дека падот на извозот продолжува како тренд и во оваа година. Ова е губитокот на средства, остварените приходи во евра и тоа што сакам да го запаметиме од целата оваа презентација е дека во 2019 година нашата држава имала 5% помал извоз во Европската унија, а тоа изнесува без скоро 18 милиони евра. За жал, трендот во 2020 година продолжува. Она што е битно да се каже дека во рамките на овие анализи што ги правиме, заедно со партнерите во КИФ, направивме една иницијатива која е веќе пратена. КИФ покрена иницијатива до председателот на Европската комисија, до високиот представник на Европската унија за надворешна и безбедносна политика и комесарите за трговија и за проширување и добрососедска политика. Имајќи ги сите услови, имајќи предвид она што се случува со корона кризата, направивме напор и барање да од рестрикциите за извоз во Европската унија бидат иземени земјите на Западен Балкан. Тоа ќе биде исклучително силна мерка и ќе им помогне на нашите компании полесно да продаваат на европскиот пазар. Она што е исто битно, тоа е втората иницијатива за која сакам да проговорам денеска, е тоа дека еден од најсилно, нема да кажам новина, дека еден од најсилно признатите сектори во светот е секторот туризам, така да според предвидувањата на Обединетите нации и Светската трговска организација,
Она што ќе се случи во изминатиот период ќе се одрази драматично на тој сектор и се очекуваат повеќе сценарија во зависност од тоа кога границите ќе бидат отворени. Според едно сценарио, ако границите бидат отворени на почетокот на јули, падот во туристичкиот сектор ќе биде 58%. На почетокот на септември, ако се случи отварањето на границите, падот ќе биде 70%, а ако евентуално до отварање на границите се случи некаде во декември, падот во туристичкиот сектор ќе биде огромни 78%. Тоа значи дека ќе биде скоро уништен. Она што е најстрашно, дека под рамките на овие сите модели може да се очекува намалување на бројот на работна сила во овој сектор во отприлика околу 100 до 120 милиони директни изгубени работни места во туристичкиот сектор. Ова е фрапантна бројка и токму заради тоа втората иницијатива која имаме во КИФ е да направиме можност, а веќе резултатите од оваа иницијатива го гледате. Србија веднаш респондираше на тој сегмент. Сакаме да створиме од Западниот Балкан територија во која ќе биде слободно да се патува, така наречен патнички коридор, кој ќе му возможи на луѓето да несметано да се движат низ територијата на Западен Балкан и ќе направиме некаков туристички балон во кој ќе си овозможиме меѓусебно во земјите на Западен Балкан да си помогнеме во делот на размената на работната сила, како и да ги намалиме рестрикциите за посета на туристичките места помеѓу овие земји. Мислам дека прва на ова респондираше Србија. Премиерката напомена дека една од причините заради драматичното олабување на мерките со кои се справува Србија со кризата и отварањето на границите е притисокот кој го направија стопанските комори на таа држава. Очекувам дека тој респонс ќе го имаме, одговор ќе го имаме и од останатите влади во регионот. Благодарам многу.